Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е градоначалникот на Чаир Изет Меджити. Господин Меджити, го водиме разговорот во момент кога во оваа општина едно по друго се случуваат повеќе работи кои за жал предизвикуваат не толку позитивни реакции, барем не за сите граѓани. Дали во Чаир исчезнува романтиката, односно со животот, што е символ за оваа општина од секогаш, со промена на имињата на училиштата, со отстранување на бистите на македонски херои, со прегрупирање на македонските паралелки и со последното, почеток на изградба на џамија без претходно добиена дозвола. Значи постапки надвор од вообичаените процедури. Добро, во ова има повеќе прашања. Прво ќе ви посочам добар пример во општина Чаир, тоа е старата Скопска чаршија, каде што има позитивен тренд и каде што се увиди дека она може да заживее кога сме сите тука. И во старата чаршија, значи ги има и албанците, и македонци, и сите други заедници. За овие 8 години, значи го посочувам овој пример. Денеска администрацијата на Чаир е мултиетничка. Во неа, значи, ги има сите етнички заедници, не само албанците, ги има и турци, и бошњаци, и роми, што не беше случај во минатото. И тоа е само пресликување на реалноста во Чаир, пресликување на соживотот во Чаир, за да ова институција, општина Чаир, биде значи, да се чувствува како институција на сите граѓани во Чаир. Проблемот, господине Меджити, е дека се прескокнуваат процедурите вообичаено комуникацијата меѓу општините оди преку централната власт, во овој случај како да се одвијат паралелни процеси. Вака, значи и во однос на ова треба да бидеме објективни. Во однос на прашањето за комбинирање на паралелките, првиот случај го имаме во општина Аеродром. Ние со жал, значи констатирам, не бевме среќни кога требаше да преземеме мерка и во Чаир да комбинираме паралелки, па потоа се случи и во Сарај, но тоа го направивме пак во функција на преиспитување на одлуката на градоначалникот на Аеродром. Бити таа одлука е штетна и најштетно е што се игра со децата, но не можам другчие да ја сватам освен етничко чистење, значи на училиштата во Аеродром. Тоа не беше наша цел, ја можев овие 8 години да преземам такви одлуки. Има училници кај што има по 20-тројца ученици, но таква одлука до сега не сме презели. Во однос на имињата, немало и нема да има иницијатива за смена на училиштето Васил Главинов, каде што наставата се одвива на македонски јазик, на училиштето Тефиус, каде што наставата се одвива на турски јазик, или имиња како што се Петар Пан, Иднина, Снежана, по градинките немало и нема да има иницијатива, биќе се прифатливи. Но во училиште каде што 99% од децата се албанци, наставниците се албанци, директорите се албанци, родителите се албанци, мислам дека реално аргументите се на наша страна и тие не се со декрет од градоначалникот, туку се ги помина сите филтри од одбор на родители, одбор на училишен одбор, совет на општина Чаир. Министерот само треба да ги верифицира статутите на училиштата и тоа не го направи во предвидениот рок. Значи, министерот е тој кој што ги крши законските процедури, за кои ние покренавме и судска процедура врз основа на закона за општа управна постапка. Опозицијата обвинува дека ове сценарио, се што се случува деновиве, односно периодов, меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ, за предвремени избори, затоа што ви паѓа рейтингот. Прво, значи, според анкетиве кои што ги имало во последно време, нема во ниедна од нив, значи, паѓа на рейтингот на ДУИ. Второ, значи, како што објаснив, не се работи кои што се преземаат сега. Значи, ова е процес кој што почнал од 2005 и трае до сега и со овие 4 имиња, значи, требаше да се заокружи преименувањето на училиштата, како што заврши процесот со имињата на улиците, кој што помина на Совет на град Скопје, с владина седница и истите имиња ги имаат, значи, во улиците низ Скопје. Асан Приштина, Исмаил Чемали, Јусуф Гарвала и ред други, веќе, значи, деното во прашање кога ќе се постават тие табли од градот Скопје.
Но каква порака мислите да ќе испраќате со кавгите меѓу коалицијските партнери во јавноста? Меѓуетничките тензии растат опасно со долгорочни последици, особено врз младите во училиштата. Ние отворено понудивме, значи, до нашиот коалиционен партнер, и тоа јавно ќе го кажам, ние сме спремни и после 70 години што сме ги почитувале тие имиња, личности, настани од македонската историја, и сега може да избереме во едно училиште каде што 100% се децата албанци, да носи име од македонската историја, но за возврат, за да се докаже и покаже од другата страна дека сме спремни и работиме за соживот, нека најдат едно училиште во било која скопска општина, каде што се грот од учениците се македонци, да носи име на еден албанец. Еве и тоа да не биде некој што крева тензии, не мора да биде Хасан Приштина, Јусуф Гарвало, Адем Јашари. Еве ќе посечам и пример. Единствениот Нобеловец од Република Македонија за наука, тоа е Ферит Мурати, што значи ќе биде чест и за училиштето. Како се случи на територија на општина Чаир, на место кое што е свртилиште за сите граѓани од сите националности, пред трговски објект, да почне изградба на џамија без да се добие дозвола од општината, и зошто толку се брзало ако сето тоа е во рамки на процедурата, како што сакате да објасните? Вака, значи не треба кон тоа тенденциозно да се гледа. Значи има реална потреба таму од граѓаните, имаат иницијатива, има маркица во деталниот план, иницијатива од порано, малце забрзале, но и тоа мислам ќе се затвори процедурата. Посочивме, значи, до нив да запазат на процедурите и нема ништо спектакуларно околу ова. Значи, во тој дел живеат голем број од исламската вероисповест, како што има и црква, значи, на близина, нормално е да има и џами. Во Македонија моментално функционира непишано правило дека министрите на ДУИ одговараат само пред Али Ахмети и само тој може да ги разреши, односно премиерот нема целосна контрола врз владата. Дали мислите дека ваквата подела на власта е долгорочно одржлива? Ова тема, значи, актуелна и од порано. Има едно правило што лидерите на албанските партии никогаш не се дел од извршната власт. Нормално е луѓето кои што се номинираат од албанските партии, па во овој случај Демократската унија за интеграција, пред се да им биде, значи, програмата на Демократската унија за интеграција да се спроведе. Точно е дека за прв пат ова е прва влада која што има заедничка програма, што не беше случај во минатото. Програмата на владата, значи, е спој помеѓу програмата на ВМРО ДПМН и Демократската унија за интеграција. И треба да се има предвид дека Демократската унија за интеграција е партнер во владата, не е дел од коалицијата на ВМРО ДПМН, како и другите 20 партии кои што минорни, значи, мали партии. Демократската унија за интеграција има партнерски односи и врз тие принципи, значи, функционира. Дали со сите овие паралелни постапки и со она што се случува на следите неделното интервју на градоначалникот на Господин Меджити, момент кога во оваа општина повеќе работи, кога не толку за сите граѓани. Мантиката, односно со символ за оваа општина од секогаш, шинјата на училиштата, отстранување херои, со ките паралелки со последок на изградба на џами, добиена дозвола надвор од вообичаените. Добро, во ова има прв пример на Чаир, тоа е старата, каде што има и каде што се увиди може да заживее кога и во сами албанците и македонци, значи го денеска администрацијата во неа, значи, етнички заедници, не само боšnjaci и роми, во минатото, пресликување на реалноста, пресликување на соживот. Ова институција општина како институција на сите граѓани. Проблемот, господине Меджи, процедурите, обичаено комуникацијата меѓу општа власт во овој случај како процеси. Вака, треба да бидеме објективни во однос на паралелките. Случај го имаме во општина. Ние со не бевме среќна мерка и во паралелки, па потоа се
Пак во функција знамето на градоначалникот на таа одлука е штетна со децата, но освен етничко чистилиштата во не беше наша цел, ја може да преземам така училници кај што има поденици, но таква одлука да се однос на